Денеска православната црква ги празнува преподобниот Данило Столпник, преподобниот Лука Столпник и преподобниот Никон Сув. Преподобниот Данило Столпник роден е во селото Витара кај градот Самосат во Месопотамија од христијански родители. Измолен од Бога со солзни молитви на мајката Нероткиња и како единет син од малечок на Бога на служба бил посветен. Во 12-тата година примил монашки чин, го посетил Симеон Столпник и од него бил благословен. Жеден за самотија, Данило го напуштил манастирот и се повлекол во некој запустен идолски храм на брегот на Црното море. Овде претрпел безбројни напади од демоните, но се победил со трпение, со молитва и со знакот на крстот. Потоа се искачил на столб на кој што останал до својата смрт, трпејќи подеднакво и жега и мраз и напади од луѓето и од демоните. Околу неговиот столб се собрале многу негови ученици и тој ги упатувал кон вечниот живот со својот пример и со зборови. Овој свој одан слуга Бог го наградил уште во овој живот со голема благодат и правел многу чуда, корисни за луѓето и ги прекорувал наредните случаи. Од сите страни течело народ под неговиот столб, барајки од Божиот светител помош и совет. Цареви и патриарси доаѓале кај него, како и прости луѓе. Царот Лав Велики ги доведувал своите гости од другите држави. Кнезови и големци им го покажувал светиот Данило на столбот говорејќи им: еве чудо во моето царство. Данило го прорекол денот на својата смрт, ги поучил своите ученици како татко своите синови и се опростил со нив. Пред смртта неговите ученици виделе над столбот ангели, пророци, апостоли и маченици. Откако поживеал 80 години, овој ангелски човек се упокоил во 489-тата и преминал во Царството Христово. Преподобниот Лука Столпник живеел во Цариград во времето на царот Константин Порфиророден. Како војник учествувал во војната против бугарите во која загинале многу илјади луѓе и од која војна тој излегол жив и неповреден. Гледајќи го во своето спасение прстот Божји, тој ја презрел сета суета во светот. Се повлекол на еден столб кај Халкидон, на кој што се подвизувал полни 45 години, чистејќи ја својата душа од секоја грешна желба и помисла. Откако му угодил на Бога, се упокоил помеѓу 970-тата и 980-тата година и се преселил во подобриот живот. Преподобниот Никон Сув како монах во Киевските пештери бил заробен од татарите. 3 години поминал во робство, окован, мачен и понижуван. Кога неговите роднини донеле пари да го откупат од неговиот господар, тој тоа го одбил говорејќи: да сакал Господ да бидам слободен, не би ме предал во рацете на овие беззаконици. Еднаш тој му рекол на својот господар дека Христос по 3 дена ќе го ослободи. Татаринот мислел дека робот ќе му побегне, па му ги отсекол жилите под колената. Но во 3-тиот ден на вистина Никон со невидлива рака бил пренесен за момент во Киев. По извесно време дошол истиот татар во Киев
и откако го познал Никона, својот поранешен роб, се покајал и се крстил. И поранешниот господар му постанал послушник и ученик на својот поранешен роб. Никон, наречен Сув заради големата испостеност на телото, бил голем прозорливец и чудотворец. Мирно се упокоил во Господа на 11 декември 1101 година.